Вие сте дефинитивно компанија која што навистина сака да постигне нешто плюс. Што се случува во ситуација кога се соочувавте со дел од овие предизвици кои што спомнавте? Кризата со ковид, енергетската. Како лидер помагате во една организација да се има една агилност, да може да се земе се во предвид, имајќи предвид дека вие со клучни чинители како млекари соработувате со државата и така натаму, како се балансираат сите тие работи? Нашата едукација почнува уште од фармерите. Ние не ги гледаме само како страна од која купуваме млеко, сурово млеко, ги гледаме како наши партнери. Затоа што без млечна база нема ни млечна индустрија, се разбереме. Да. Без млечна база, наместо да имаме домашно производство на млеко и наместо да штедиме девизи, ќе трошиме девизи. Ние можеби не сме во моментов извоз ориентирана гранка, ама да гледаме до тоа да не станеме увозно зависна. И затоа се трудиме во тој процес, значи да почнеме од фармерите со совет, со вложување опрема и технологија, со кредитирање под поповолни услови отколку што или пофлексибилно отколку што може да речеме од другите финансиски чинители да добијат